Во петочното издание на регионалните вести ќе гледате. Од оваа недела имунизацијата против COVID-19 во Тетово се одвива само во пунктот сместен во Центарот за култура. Денес започна имунизацијата против сезонски грип за ризичните категории, кои вакцините ги добиваат бесплатно. Сдруженијето на лица со телесен инвалидитет Мобилност Тетово и Гостивар денес го организираше 11-тиот републички натпревар во табла. Од оваа недела имунизацијата против COVID-19 се одвива само во пунктот сместен во Центарот за култура во Тетово. Причината за тоа се должи на намалениот интерес кај граѓаните за имунизација. Пунктот пак е во функција од 8 часот наутро до 18 часот попладне. Процесот на вакцинација против COVID-19 на Тетовското подрачје од понеделникот се одвива само во вакциналниот пункт сместен во Центарот за култура Илјо Антевски смок во Тетово. Во овој пункт се аплицира и прва, втора и трета доза, а истиот функционира со работно време од 8 часот наутро па се до 18 часот попладне. Причината пак за функционирање на еден пункт за вакцинација се должи на намалениот интерес на граѓаните за имунизација, истакнува директорот на Здравствен дом Тетово Борислав Јоргачиевски. Бидејќи повеќето од граѓаните се веќе вакцинирани, значи таа бројка е незначителна или не е многу голема, затоа не ни се потребни значи повеќе пунктови. Само еден пункт е сосема доволен за таа бројка од просечно околу 300 дози се аплицираат дневно, значи за општина Тетово, што и не представува некоја голема бројка за нас. Трета доза може да примат само оние граѓани кои ги исполнуваат условите за оваа доза, кои што се наметнати од Министерството за здравство. Те граѓани кои што ги исполнуваат препораките од Министерството за здравство, значи граѓаните што се вакцинирани со Синофарм и Синовак, значи кинеските вакцини, после поминати 3 месеци од примањето на втората доза може да се вакцинираат со трета доза, додека сите останати што се вакцинирани со вакцините на Pfizer, Sputnik, AstraZeneca и некои други вакцини, значи што се аплицирани во соседните држави или во странство, значи со поминати 6 месеци од втората доза може слободно да се вакцинираат. На Тетовското подрачје пак со прва доза се имунизирани околу 53% од населението, 51% со втора доза, а помал процент со трета доза. Моментално на располагање се само вакцините од производителот на Pfizer. Во Гостивар денес започна имунизацијата против сезонски грип за ризичните категории, кои вакцините ги добиваат бесплатно. Вакцинирањето се одвива во епидемиолошката служба на Центарот за јавно здравје, а пријавувањето е преку vakcinacija.mk. Започна бесплатната вакцинација против сезонски грип во Гостивар наменета за ризичните категории. Предпладнево во епидемиолошката служба на подрачната единица на Центарот за јавно здравје веќе имаше граѓани кои беа дојдени да примат вакцина. Со бесплатна вакцинација се офатени хронично болни, граѓани над 65 годишна возраст, бремени жени, деца до 5 години и здравствени работници. Планирана е и вакцина со плаќање за секој што е заинтересиран, но на комерцијалната вакцинација се уште се чека. Значи денеска почнува вакцинацијата против сезонски грип, значи бесплатната вакцинација, освен бесплатната ќе има и комерцијална вакцинација. Закажувањето оди преку vakcinacija.mk, значи сите заинтересирани лица можат да се пријават преку vakcinacija.mk, си добиваат термин на својот телефон во вид на порака, во закажаниот термин доаѓаат да се ја примат вакцината. Вакцината е наменета за лицата над 65 години, значи за неколку категории кои се под ризик, лица над 65 години, лица кои имаат хронични заболувања, за бремени жени, за децата до 5 години, значи освен тие категории дополнително со другата, со комерцијалната можат да се вакцинираат останатите граѓани. Значи за сега има навистина голем интерес. Вакцинацијата е 4 типна и заштитува од 4 типа
на вирусот на грип. Исклучиво заштитува од вирусот грип, значи не од други заболувања. Значи лицето може да заболи од други заболувања, но од други вируси кои циркулираат во зимските периоди. Во однос на истовремено примање на вакцина против ковид и против грип, доктор Мишковска-Војновска вели препораките се дека нема ризик и може да се изврши имунизација во исто време против двата вируса. Значи, според насоките кои ги имаме добиено од Советот за имунизација, на вакцината на грип може да се прими истиот ден со вакцината против ковид, значи може нареден ден без да има било какво растојание. Тоа се официјалните ставови кои ги имаме добиено од Комисија за имунизација на државно ниво, според светските препораки. За бесплатна вакцинација против грип, Министерството за здравство набави 40.000 дози, кои се распоредуваат по центрите за јавно здравје низ земјава, согласно интересот и пријавениот број на граѓани за вакцина. Градоначалникот на Тетово Билјал Касами ги посети работните простори на Општинскиот инспекторат и оствари средба со вработените. При денешната посета на Општинскиот инспекторат, тетовскиот градоначалник Билјал Касами оцени дека вработените имаат лоши услови за работа и несоодветна систематизација. Тој најави реорганизација на нивната работа и просторни решенија. За жал, продолжуваме да констатираме како и претходниот ден во јавното предпријатие дека условите во кои работи инспекторатот се, да не кажам, катастрофални, и во делот на просторниото сместување во овие канцеларии кои ги немат ни минималните услови, но и во делот на систематизација на луѓе и во делот на другите кадровски можности кои треба на инспекторатот за да служи на граѓаните. Договоривме со директор за одговорниот за инспекторатот да во следните денови да ги координираме сите активности во делот на ургентно да најдеме решение за просторот, за сместувањето, да им обезбедиме минимални услови за работа, како и во кадровскиот дел да се екипира инспекторатот за да може да служи на граѓаните. Касами рече дека по стопирањето на тековните проекти во Тетово на терен се комисии, кои треба да утврдат дали има прекршување на законските одредби. Направена е комисија заедно со службата за комунални работи, кои веќе се на терен. Во текот на денот, до крајот на денот, очекувам извештај. Согласно тој извештај ќе се донесе решение за тие проекти за кои има поголеми прекршувања на законските одредби, ќе се прекинат и ќе се почнат соодветни законски постапки, за да се превземат мерки за да се заштити јавниот интерес. За тие проекти кои имат помали грешки, во договор со фирмата која ги врши работите на терен, ќе договориме да се исправат тие грешки и итно да се продолжи што побрзо да се завршат тие проекти. По изборот на новата локална самоуправа, во понеделник се очекува и Советот да одржи првата седница. Алијанса за албанците одржа пресконференција во седиштето во Гостивар. Секоја држава има своја мафија, а синоќа се докажа дека во Северна Македонија мафијата има држава. Една влада со 59 пратеници се чатали и дрско се однесува кон граѓаните и бара спас преку уцени, закани, купување или киднапирање пратеници. Еден хибриден режим кој се повикува на европски вредности, а целиот незин мандат и крајот се карактеризира со постапки и скандали спротивни на тие вредности. Синоќа не потврдив новото мнозинство, а уште помалку опозицијата. Синоќа се вклучи алармот за сите граѓани и за меѓународната заедница. Синоќа се потврдија сите оценки на меѓународните организации за Северна Македонија, а се потврдија и сите наши предупредувања. Кога на избран пратеник на народот му се оневозможува да си оди на работа, тогаш што може да биде со обичниот граѓанин? Не потврди синоќа Алијанса за албанците, таа само се зацврсти на страната на правдата, на страната на народот кој бара промени, а излегува на виделина вистинските лица на оние кои се борат против промените и го бранат режимот по секоја цена. Битката продолжува уште посилно, уште почисто, уште порешително и тоа
веднаш. Сдруженијето на лица со телесен инвалидитет, мобилност Тетово и Гостивар денес го организираше 11-тиот републички надпревар во Табла. По пауза од една година поради пандемијата, денес по 11-ти пат се одржа републичкиот надпревар во Табла во организација на Сдруженијето на лица со телесен инвалидитет, мобилност Тетово Гостивар. Учество зедоа надпреварувачи од повеќе градови од земјава. Лани имавме пауза ради короната и годинава секако имаме проблем. Обично имало повеќе надпреварувачи. Годинава имаме 22 надпреварувачи од 7 града од Република Македонија. Гости имаме од Гевгелија, од Штип, од Струмица, од Кочани, Тетово, Куманово, Скопје. Другите градови се извинија ради ситуацијава, ради превозот не може да стигнат. Ваквите настани се повод за дружба на членовите на Сдруженијето Мобилност, а преку нив испраќаат порака дека постојат. Мобилност Македонија, каде што сме ми една од членките на Мобилност Македонија, организира секоја година надпревари во табла, во шах, во спортски дисциплини, копле, ѓуле, диск, шах, каде што се собираме, се организираме, се дружиме и на некој начин покажуваме дека сме присутни, дека обстоиме и постоиме. Немам зборови подобри од овие, што ќе кажам дека е убава манифестација, каде што лицата со инвалидност треба секогаш, може би многу повеќе од другите, да се собираат вака, да се видиме, па да си ги и на крајот од крештата да си ги одмериме силите еден со друг. Сдруженијето на лица со телесен инвалидитет, мобилност Тетово и Гостивар има 860 члена. Дебата на тема личен стил или еднаквост, односно дали е корисна училишната униформа, беше одржана синоќа во просториите на Центарот Лоја во Тетово. Дебатата се одвиваше помеѓу членовите на клубовите Дебата и Учиме право, кои што функционираат во рамки на Младинскиот образовен форум. Вчера вечер во просториите на Центарот Лоја во Тетово, во организација на членовите на Младинскиот образовен форум, се одржа дебата насловена како "Што ако вашите другари станат политичари?". На дебатата присутните имаа можност да слушнат квалитетна размена на ставови на тема личен стил или еднаквост, односно дали е корисна училишната униформа. Дебатата се одвиваше помеѓу членовите на клубовите Дебата и Учиме право, кои што функционираат во рамки на МОВ. Дебатата ја отвори председателот на Младинскиот образовен форум Петар Барлаковски, а модератор беше Ристо Савески. Ова е дебата која ќе овозможи дискутирање и размена на квалитетни ставови помеѓу членови на локалниот центар на Младинскиот образовен форум. На овој настан ќе присуствуваат средношколци кои ќе може да имаат директен приказ, односно директно да видат со што се занимава Младинскиот образовен форум, кои се активностите на ниво на локалниот центар на Младинскиот образовен форум. Овој настан е всушност и микс, односно спојка помеѓу двата клуба на Младинскиот образовен форум, односно Учиме право и Дебатниот клуб. Во рамки на Младинскиот образовен форум се одвиваат повеќе активности во кои се вклучени младите и истите им овозможуваат да бидат дел од неформалното образование и општествениот живот. Генерално Младинскиот образовен форум се занимава со неформално образование, поттик на критичко размислување на младите и креирање на простор каде што младите може слободно да се изразуваат. Генерално исто така подучување на основните права и обврски како граѓани што треба да ги знаат средношколците и поттикнуваме креативност, односно насочување на креативноста во активизам во локалната заедница. На вчерашниот настан беа свечено доделени сертификатите на учесниците кои претходната година успешно ги завршиле програмите на МОВ. Инаку Младинскиот образовен форум постои од 1999 година, а со работа функционира во повеќе градови низ Македонија, меѓу кои е и Тетово.
Пронајдена марихуана кај 19 годишник. Во полицискиот билтен регистрирани се и неколку физички напади и една сообраќајна незгода, во која бил повреден велосипедист од Тетово. Вчера вечер во 22 часот и 30 минути во Тетовска Брвеница полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 27 годишник од ова село поради сомнение дека дента околу 18 часот и 35 минути во селото со уште неколку лица физички нападнале 46 годишник од Тетовски Челопек. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот и ќе следува соодветен поднесок. Денеска во 5 часот и 20 минути, 24 годишник од Гостиварски Добридол во СВР Тетово пријавил дека ноќеска околу 3 часот и 30 минути во гостителски објект во ова село физички бил нападнат од 28 годишен сопственик на објектот од истото село, а поради нерасчистени должничко-доверителски односи. Се расчистува и документира случајот, пошто ќе биде поднесен соодветен поднесок. Ноќеска околу 22 часот и 55 минути на регионалниот пат Мавро Вијанови Дебар од полициски службеници на полициската станица за граничен надзор Жировница бил лишен од слобода 19 годишник од Гостиварско Дебреше, затоа што кај него била пронајдена марихуана. По документирање на случајот на 19 годишникот ќе му биде изготвен поднесок. Ноќеска во 2 часот и 10 минути 39 годишничка од Гостиварски Добридол во СВР Тетово пријавила дека половина час по полноќ во флиперница во селото незиниот малолетен син физички бил нападнат од малолетен соселенец. Се расчистува и документира случајот. Вчера околу 13 часот и 30 минути на улица Маршал Тито во Тетово патничко моторно возило удрило во 42 годишен велосипедист од Тетово и го напуштило местото на несреќата. Повредениот велосипедист пренесен е во Тетовската клиничка болница за укажување на лекарска помош. Увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово. Спроведена акцијска контрола на возила кои што вршат јавен превоз, при која биле откриени и санкционирани 17 технички неисправни возила. Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 8 до 15 часот спровеле акцијска контрола на возила кои на подрачјето вршат јавен превоз, најмногу автобуси и комбиња. При контролата вкупно биле откриени и санкционирани 17 технички неисправни возила, 8 во Тетово и 9 во Гостивар. Најголемиот број од нив имале неисправни сопирачки, 8 во Тетово и 7 во Гостивар. Едно возило било со неисправен уред за управување, а едно возило не извршило технички преглед. Технички неисправните возила веднаш се исклучени од сообраќај и изготвени им се соодветни поднесоци по законот за возила. При контролат исто така констатирани се и 18 други видови прекршоци, 16 во Тетово и 2 во Гостивар, кои биле адекватно санкционирани. Вчера во редовни контролни активности на Тетовското подрачје биле откриени и санкционирани и 11 лица кои ги управувале возилата без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа, како и 2 лица без дозволи на Гостиварското подрачје. Покрај ова, санкционирани се и 8 погрешно, односно непрописно паркирани возила, 6 во Тетово и 2 во Гостивар, кои се и подигнати од пајак службите.